Екипата на телевизија Нова се наоѓа на околу 2000 метри надморска висина во природниот резерват Јасен, со кој што од неодамна веќе неколку месеци раководи и новиот директор Оливер Рандонов. Денеска вратите на природниот резерват Јасен беа отворени и за јавноста, за да може подобро да се запознаеме зошто токму Јасен го носи епитетот како едно од најубавите природни резервати во Република Македонија. Денеска разговараме и со актуелниот директор на природниот резерват Јасен, господинот Оливер Рандонов. Добар ден. Добар ден, ви благодарам што дојдовте и една мала исправка, еден месец веќе како сум директор, не неколку месеци. Така, благодарам на поканата. За овој еден месец како што сте директор на природниот резерват Јасен, се запознавте со работата. Најпрво да ги запознаеме и гледачите која е основната функција на резерватот Јасен. Токму тоа беше и целта денеска, да ве поканам вас како медиуми да присуствувате во Јасен, да биде отворен Јасен за јавноста. Основната улога на резерватот Јасен е стопанисување со природните целини кои спаѓаат под Јасен. Тоа се делови од Караџица, Даутица, трите езера Козјак, Света Петка и Матка и целото ова подрачје, значи на сливот на реката Оча. Стопанисувањето се однесува на искористувањето на природните ресурси од шумарството, диви плодови, шумски плодови, чаеви, одгледување на дивеч, крупен дивеч, на ситен дивеч, на пердувес дивеч, риболовство и стопанисување со аквакултура. Овде колку што можевме да видиме медиумите денеска, навистина е привлечно за граѓаните кои што сакаат да го посетат овој природен резерват. Дали ќе им биде дозволено, дали веќе отворен резерватот Јасен за пошироката јавност? Значи резерватот Јасен представува еколошко заштитено подрачје кое во еден дел е постојано отворено за јавноста, етапно во текот на 24 часа на термини, кога граѓаните може слободно да поминуваат низ резерватот Јасен, низ еден дел од резерватот Јасен, а искористувањето на аквакултурите, на водата, на риболовот е по потполност отворен во риболовната сезона, како и ловството кое е отворено за граѓаните некаде од 15 август, па таму се до крајот на јануари, зависи од тоа кој вид на дивеч се лови. И тоа не само за граѓаните на Македонија, туку и за луѓе од надвор, значи луѓе кои се занимаваат со ловство, ловен туризам, доаѓаат, ловат и така натаму, така што тоа се всушност и основните приходи на Јасен. Во јавноста се појавија и доста шпекулации дека всушност природниот резерват Јасен е поврзани со оние остатоци од воена инфраструктура од 50-тите и 60-тите години. Како ги толкувате обвинувањата дека има поврзаност помеѓу Јасен и ова воена инфраструктура? Значи, освен тоа што на дел од некои делови од територијата на Јасен, кои се во собственост на Министерството за одбрана, се заостанати тие објекти, Јасен нема никаква друга комуникација со тој дел од одбраната. Тоа спаѓа во делот на планирањето на одбраната и ние немаме никаква улога во тоа.